Продолжува сагата со кравите во Кривопаланечко. Граѓаните на Крива Паланка бараат итно решение на проблемот со кравите поради континуираните штети кои ги прават на приватни имоти. Ги повикуваат институциите конечно да преземат конкретни мерки. Вчера инспектори на Агенцијата за храна и ветеринарство беа на терен, каде беа заловени дел од нив, но со оглед дека станува збор за над 500 грла. Процесот на заловување ќе се одвива во фази. На терен е колешката Симона Петровска. Симона, што се случува денеска таму? Така, Александар, околу 100 граѓани, жители на села во Крива Паланка денеска излегоа на протест овде пред општината за да го изразат незадоволството поради состојбата со кравите. Тие подолг период алармираат дека говедата им прават штети како по нивните земјоделски посеви, така и по нивните животи. Алармираат дека тие живеат од земјоделие и не е фер некој да чува стотици говеда, а некој да нема ни за леп. Тие повика, односно побара и оставки од министерот за земјоделие, како и од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, меѓутоа и порача институциите да го решат овој проблем веднаш, бидејќи не е хумано граѓаните и жителите со овој проблем да се соочуваат со децени. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од нивните изјави, односно мислењата на граѓаните од денешниот протест. Затоа овде кога се собравме да ги изразиме овој револт и да кажеме незадоволството која институциите која на чело со Гоце од Жадилово кој дава јако претење кон сите нас, кон сите наши фамилии, особено по селата каде што шетат нивните крави. Оваа година имам штета од 20 тона уништена зелка пред берба. Значи, уназад и други години, како оваа година, целото производство ми е уништено. Значи, сега сум во ситуација да барам социјална помош. При моје производство, при мој труд, да ми го изеде стоката трудот. Ние бараме од АХВ да го собере добитокот и да си организираат стручни лица, да се направи проценка на целиот имот на ниво на општината што е направила стоката штетата и агенцијата да исплати на луѓето. Ајде нашиот слоган ге, бараме спас за бездомната стока, дигнете ги рацете горе и телефоните, камера да не фати. Спас за нашиот град, спас за нашите села, за нашите имоти, оштетени 15 години. На денешниот протест беше и градоначалникот на општина Крива Паланка Сашко Митовски, кој им даде поддршка на жителите, односно на граѓаните на општината и побара од институциите да го решат овој проблем за жителите да не се соочуваат со вакви проблеми, меѓутоа и не само проблеми на жителите, туку и кравите дека прават штети на игралиштата, на детските игралишта, на како синоќ што видовме во градскиот базен. Што повеќе порача градоначалникот, слушаме во продолжение. Граѓаните на Крива Паланка на дневна основа се соочуваат со сериозен проблем во кој што за жал по долги ветувања од Агенцијата за храна не се постапува по однос на решението кое што е издадено од нивна страна повеќе од 2 години. Сите шпекулации, сите обвинувања насочени кон општината се неосновани, бидејќи општината никаде и со никаква законска надлежност во вакви случаи нема овластување да постапува. Вчера екипи, односно инспектори на Агенцијата за храна и ветеринарство има акција за уловување или заловување на кравите овде во Крива Паланка, но тие на неколку пати беа попречувани од страна на собствениците, пошто на крајот одзедоа околу 20 на крави. За претходните акции, односно за претходното заловување на кравите, кое што инспектори
инспекторите успеа околу 60 на крави да одземат, треба да одлучи на владата што ќе се прави со нив. Александар, екипата на Телма останува да го следи проблемот на жителите на општина Крива Паланка. Нови информации и детали секако во наредното информативно издание.